Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Виница ја одржа 12-та редовна седница, на чиј дневен ред советниците разгледуваа 20 точки. Најголем дел од дискусиите беа за програмите за работа на образовните институции, како и барањата за финансиска поддршка од општинскиот буџет. 22 точки од дневниот ред се најдоа пред членовите на Советот на општина Виница на 12-та редовна седница, што поради зафатеност на салата во општинската зграда се одржа во реконструираниот објект на Турската бања. Најголем дел од точките се однесуваа за програмите и плановите за работа на образовните и други институции за кои надлежноста ја има општината. Тие предизвика и најмногу внимание меѓу советниците, па за нив се водеше и подолга расправа. На почетокот од седницата, без дискусија помина одлуката за престанок со работа и за ликвидација на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Винспорт, при што беше дадена едногласна согласност да се именува и ликвидатор. Исто така, советниците дадоа поддршка за обезбедување дополнителни средства за проектот за подобрување на енергетска ефикасност на интернатот за децата со посебни потреби во Блатец, а се согласија општината да учествува во проектот на UNDP за зајакнување на општинските совети. Од буџетот на општина Виница, Советот одобри средства од 100.000 денари за одржување на престојниот фестивал на хумор и сатира In Vinica Veritas. Подолги дискусии на седницата имаше за програмите и плановите за работа на училиштата, при што забелешки беа упатени за превозот на учениците. Исто така се разгледуваше и состојбата со пребукираноста на детската градинка Гоце Делчев, поради што советниците дадоа согласност во престојната воспитна година да се формираат групи со поголем број деца. Исто така на седницата се разгледуваа и информациите за состојбата со јавната хигиена, со градското зеленило, како и за одржувањето на православните гробишта во текот на првите 6 месеци од оваа година. Хотел-ресторанот Александар Парк доби согласност за продолжување на работното време поради организирање на манифестацијата Парк Пивофест. Советниците на крајот од седницата дадоа согласности за утврдување правен статус на неколку приватни бесправно изградени објекти. Градоначалникот Илиев присуствуваше на 5-тиот конгрес на Бугарскиот сојуз за развој на спа туризмот, чиј домакин беше соседна Бугарија. Истиот представувал добра можност да се разменат искуства и да се разговара за придобивките од искористувањето на геотермалните води, но и покана да можат да дојдат заинтересираните страни и потенцијалните инвеститори да инвестираат во Кочани. Разменување искуства за придобивките кои што ги имаат државите во искористувањето на природните богатства, во овој случај геотермалните води, беше една од темите на одржување на 5-тиот конгрес на Бугарскиот сојуз за развој на спа туризмот, на кој домакин беше соседна Бугарија, а на кој присуствуваа гости од повеќе држави, меѓу кои и градоначалникот Илиев. Присутни на конгресот биле експерти од Франција, Италија, Германија, Унгарија, Романија и домакинот Бугарија, па истиот представувал добра можност градоначалникот Илиев да ги покани потенцијалните инвеститори да инвестираат кај нас за искористување на ова богатство кое што го имаме. Тоа беше убава можност и ние да се запознаеме какви можности или какви богатства ги имаме ние и да видиме колку малку се искористени, да не потикнат да размислуваме за искористување на истите. Секако дека во овој момент ваква една манифестација за нас многу значи, меѓутоа, за жал, ние немаше што многу да представиме, освен да го представиме нашиот потенцијал кој го имаме и да ги поканиме потенцијалните инвеститори или заинтересирани страни да дојдат да ги видат нашите убавини, квалитетот на нашата геотермална вода и секако во колку имат интерес да повелат да изградат вакви и слични спа центри во Македонија. Конгресот беше можност да се разменат мислења и да се добијат нови сознанија околу можноста и размислувањето за идни проекти за изградба на спа центри во Кочани, додаде Илиев. Градоначалникот Николчо Илиев на прес ги повика граѓаните в недела да излезат на референдум и да го дадат својот глас за Европско Кочани и за Европска Македонија. Почитувани сограѓани, ви се обраќам затоа што чувствувам граѓанска обврска да ве повикам да учествувате во креирањето на подобра иднина на Македонија. Вашето гласање за в недела
На 30 септември е оврска да и помогнеме на Македонија да појде напред. Тоа значи да градиме држава по европски правила, европски стандарди. Европските фондови ќе бидат уште подостапни, иако сега користиме само минимален дел за реализација на проекти. Можностите од фондовите за реформи ќе бидат многу поголеми. Туризмот е само еден од правците за развој на Кочани. Без европски пари, неговото придвижување е речиси невозможно. А Кочани ги има сите потенцијали да развие спа туризам. Со геотермалната вода, да го стави ова природно богатство во рекреативни цели за своите млади сограѓани, за медицински цели за нашите возрастни жители. Знаеме какви резултати постигнуваат нашите соседи, кои се веќе во европското семејство. Ова е само еден пример зошто треба да гласаме за. Успехот на референдумот значи успех на идните генерации. Децата бараат да обезбедиме подобар живот, да растат во здрава животна средина, безбедна и стабилна држава. Иднината на нашите деца сега е во ваши раце, во вашиот глас. Овој референдум нема политичка димензија. Овој референдум има историско значење, во кое граѓаните, а не политичките партии, го имаат главниот збор. Затоа ве повикувам в недела да гласате за Европско Кочани и Европска Македонија. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше третото и последно порибување на акумулацијата Градче за оваа година. Во водите на браната беа пуштени околу 250 килограми краб, набавени со сопствени средства. Членовите на Спортското риболовно здружение Кочански рибари извршија уште едно порибување на акумулацијата Градче. При тоа беа пуштени примероци од ситен и крупен краб. Ова е шеста акција за збогатување на рибниот фонд откако здружението ја презеде концесијата за браната. Со тоа го продолжува своето успешно работење и остварување на законските обврски. Рибата е набавена од сертифициран рибник и репроцентар, со кој и досега кочанските риболовци имаа успешна соработка. При тоа се потрошени околу 60.000 денари сопствени средства, собрани од членарина, од продажба на риболовни дозволи и од други извори. Во меѓувреме од здружението ги потсетуваат риболовците дека треба да се почитуваат правилата за риболов, односно рибата да не се лови додека не ја достигне потребната тежина. Истовремено, од Спортско риболовното здружение Кочански рибар информираат дека се организира традиционален надпревар во риболов на тапа. Повод е одбележување на 2-годишнината од добивањето на концесијата за акумулацијата Градче. Сите заинтересирани риболовци можат да се пријават во двете риболовни продавници во Кочани, при што ќе добијат маици, а за најдобрите се обезбедени и награди. Риболовниот надпревар ќе се одржи в недела на 7 октомври, а собирно место е терасата на новиот мотел. Музика, фолклор, песни, обичаи и голем број гости. Кочани во наредните 3 дена ќе пулсира во знакот на одбележување на деновите на Кочанскиот Орис. Градоначалникот Илиев ги повика граѓаните со свое присуство да бидат дел од традиционалната манифестација. Во 3 дена, 27, 28 и 29 септември, со различни содржини ќе се обидеме да ја прикажеме традицијата во оризопроизводството, духовното и материјалното, културното наследство поврзано со Кочанскиот крај. Деновите на Кочански Орис со својот меѓународен предзнак се повод за нови пријателства, гостување на официјални општински и културни делегации. Ова година ќе имаме делегации од Унгарија, Хрватска, Словенија и Бугарија. Ќе дојдат долгогодишни пријатели од Крижевци, Крањ, Сигет Сент Миклош, од Банско, Гоце Делчев и Разлог. Средбите со нив ќе ги искористиме за размена на искуства и идеи за нови проекти и соработка од областа на културата, спортот, туризмот, стопанството. Фолклорот, како дел од нашето културно богатство, ќе го презентираме преку фолклорните состави од земјата и од странство, од Скопје, Велес, Делчевско, Струмичко, Куманово, од Бугарија и од Босна. Во рамките на манифестацијата ќе
ќе го промовираме и туристичкиот инфоцентар Пониква, а ќе го презентираме и новото комунално возило, донација од швајцарската амбасада на комуналното јавно предпријатие Водовод. Во градскиот парк ќе бидат поставени штандови на кои ќе се презентира традиционална храна со етно елементи, а граѓаните ќе можат да уживаат во музиката на повеќе состави: тијана, тамара, баклава, мијата и многу други. В сабота, по зажнејувањето, ќе го прогласиме најуспешниот земјоделец, а за прв пат општина Кочани во рамките на манифестацијата ќе додели и признание за хуманост. Ги поканувам сите граѓани да уживаат во содржините на манифестацијата. Се надевам дека секој ќе најде своја содржина во неа, а им благодарам на сите граѓани, поединци и спонзори кои дадоа придонес за одржување на истата. Ви благодарам. Следува информацијата од спортот. Манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис годинава за прв пат ќе има и спортска содржина. Од општина Кочани информираа дека ќе се одржи турнир во баскет на кој ќе учествуваат 12 екипи, а за најдобрите 3 има парични награди. За прв пат годинава на Деновите на Кочанскиот Орис ќе има кошаркарски спортски настан. Со тоа се прошируваат и содржините на манифестацијата. Од општина Кочани, која е организатор и носител на сите настани, информираат оти успешно поминал повикот за пријавување на екипите за првиот турнир во баскет. Интересот бил солиден и се пријавиле вкупно 12 екипи. Ждребувањето за распоредот на надпреварите веќе се одржа, а екипите ќе бидат поделени во 4 групи. Турнирот започнува в петок во спортската сала кај гимназијата, а финалната средба е планирано да се одигра в сабота со почеток од 18 часот. Од одделението за јавни дејности на општина Кочани, која го презеде организацијскиот дел на турнирот, информираат дека за трите најуспешни екипи се обезбедени парични награди. Првопласираната ќе добие ваучер во висина од 15.000, второпласираната 10.000 денари. Екипата пак која ќе победи во малото финале и ќе го освои третото место, ќе добие ваучер од 5.000 денари. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.